Јас сум собственикот и основачот на BizB Solutions, кој сака да сподели една кратка приказна за тоа кај се, што се има направено во Македонија и што ќе кажат за неформалното образование. Ти благодарам, Даниела. Мило ми е што ме поканивте накратко да кажам за BizB. BizB е B2B Lead Generation агенција во отсуство на македонски зборови и ние сме фокусирани на помагање на бизнис компаниите да најдат потенцијални клиенти. Тоа не е најкратко екзекутив самари што го имаме. Значи тоа е основата. Да. Колку е тешко да се најде кадар во Македонија за токму тоа вие што го работите? Па, искрено, навистина е тешко, зашто B2B светот не е некоја тема која што на факултет за маркетинг да се покрие, бидејќи е специфично, меѓутоа и од друга страна, тоа е тема која што на дневно ниво, на месечно ниво се создаваат нови работи и навистина е тешко да се најде кадар кој што е доволно специјализиран, да знае директно да дојде и да почне да работи во компанијата. Вие конкретно имате студент од наша академија. Како сте задоволни од Ивана, како се случива да дојде кај вас, една кратка ретроспектива на таа приказна? Да, па јас искрено да ве пофалам, кога дојде Ивана кај нас, беше баш како дел од група на практиканти кои што ја добивме и така уствари дознав за Creative Hub како академија која што нуди обуки и дознаење во дигитален маркетинг и искрено бев позитивно изненаден, бидејќи кога ги земаме практиканти, немаме некои тешки очекувања дека тие ќе дојдат со вештини и со знаења, имаме бар како економисти дека бар имаат некои основи на бизнис, основи на маркетинг и основно бизнис познавање и после тоа знаеме дека факултет како факултет е повеќе академски фокусиран и дека имаат основата и после тежината е кај нас каде што ние треба да ги донасочиме, да ги доспециализираме. Кај Ивана конкретно ми се допадна многу што баш тој гап веќе беше надминат. Така дознав дека била на академија каде што низ различни проекти и практични активности баш сама веќе го надминала тој гап и баш се осети свежина кога дојде кај нас, веќе знаеше и како да почне и што да прави и како да се постави, односно баш тие основните работи кои што кај практикантите треба малку на почетку да се поработи за да започнат од некаде. Да, баш ми е мило што го слушам ова. Друго што ми е мило е всушност дека во Македонија има фирма како вашата, каде што младите може да се пронајдат и да успеат во еден свет што не е толку развиен кај нас. Па еве, не знам, една порака од вас до студентите, да речем, и до младите луѓе што би сакале да се пробаат во нешто што не е толку развиено во Македонија, што би било еден ваш коментар за сите тие луѓе? Па, најчесто кон младите секогаш зборуваме дека дигиталниот свет е иднината и дека баш како млади се и посклони на учење на нови онлайн алатки, на нови онлайн светови и баш би му препорачал дека иднината е во социјал медија и во дигитал маркетинг. Така да доколку се на кариер пат и не се сигурни во која насока треба да продолжат, баш би му посоветувал дека како дигитален маркетинг баш има иднина не само во Македонија, туку и од Македонија може да се работи во странство без да треба да се напушти државата. Точно така. Може ли некоја порака за предприемачите? Вие дали ги спратиле порака да се посветат, да пробаат да работат со луѓе од неформално образование што доаѓаат? Па јас мислам дека веќе и нема друг начин како би можело компанија да опстане. Мислам дури и стара компанија, издрела компанија која што многу години работи на пазарот, сепак има потреба од млад кадар, бидејќи многу е тешко да се биде up to date со најновите технологии. Излегуваат нови алатки, излегуваат нови социјални медиуми и така да доколку не земите млади луѓе кои што се во тек, бар кои што се со најновите трендови во дигиталниот маркетинг, многу е потешко и како компанија да се опстане. И така да баш од искуство можам да препорачам дека колку по-млади луѓе се земаат, толку се по-енергични и проактивни, меѓутоа кај младите се осеќа и таа амбициозност, сакаат да научат нешто, жедни се за знаење, за да направат нешто во животот и баш тоа му дава, имаат само потреба некој да му даде насока и знаеш дека тие ќе направат се што е во нивни моќи да научат, меѓутоа и да придонесат во компанијата.